Шефот на Центарот за атмосферска физика и климатологија во Атина, Христос Зерефос, вели дека комбинацијата фактори на животната средина создале совршена бура, со која шумскиот пожар се проширил толку брзо и однесе над 90 животи во некогаш бујната и густо населена област. Well, it was definitely a high-risk zone. It was called a paradise, but as we all have seen, a paradise to be lost. Според Зерефос, густите борови шуми кои го покриваа ридот беа високо запалив материјал, особено поради многу сушното лето. Тој додава и тоа дека боровите биле премногу блиску до куќите. Зерефос предупредува дека областа сега се соочува со ризик од катастрофални поплави. Надојдени води сега ќе можат многу побрзо да се движат по истиот рит што веќе е избришан од пожарот. So this is another danger, and because of the very complex topography of the area and very inclined topography towards the sea, the waters can flush out from there abruptly, and with all these destructed structures or destroyed structures, I'm sure that a flood there would add another disaster. Зерефос смета дека патиштата мора да бидат повторно изградени за да се обезбеди сигурен пристап до морето и правци за лесно бегство, а пристапот до заливот да биде без пречки. Според него властите требаше да бидат обучени и да користат модерна технологија за процедури за евакуација, вклучувајќи и предупредување на мобилни телефони. Но тој предупреди на почести екстремни временски феномени, кои, како што додава, може да станат нормална работа во иднина поради климатските промени. There will be more common, more frequent extreme weather phenomena because the climate globally is being destabilized. Според него, тоа е поради тоа што луѓето со согорувањето на фосилни горива додаваат дополнителен извор на топлина на планетава. We need to learn to respect the strength of the phenomena that has been always respected by humanity since the past 20,000 years.